Здраво на сите и добро дојдовте во Cozy Coffee with Marta. Пред да започнеме со денешниот разговор, би сакала накратко да ви раскажам за патувањето кое не доведе до оваа приказна. Овој подкаст е создаден во рамките на регионалната иницијатива на Обединетите нации Youth for Inclusion, Equality and Trust, финансирана од Фондот за градење мир на Генералниот секретаријат на Обединетите нации. Иницијативата ги обединува младите од целиот регион со цел да поттикне диалог, меѓусебно разбирање, инклузија, родова еднаквост и почитување на различностите. Преку ова искуство имав можност да запознам инспиративни млади луѓе, да се поврзам со врсници од различни средини и да откриам приказни кои честопати остануваат нечуени. Приказни за истрајност, креативност и за моќта на младите да ги надминат поделбите и да градат посилни и поинклузивни заедници. Токму тоа искуство беше инспирација за создавањето на оваа подкаст серија. Во текот на наредните епизоди ќе разговараме со извонредни гости од различни заедници и ќе отвориме теми поврзани со идентитетот, културата, предизвиците, можностите и значењето на младоста во денешните разновидни општества. Заедно ќе го истражуваме не само богатството на нашите разлики, туку и вредностите, искуствата што не поврзуваат меѓусебно. Бидејќи за секоја етикета, националност, етничка припадност или потекло, стои човечка приказна, а понекогаш се што е потребно за подобро да се разбереме е еден искрен разговор со шолја кафе. Уживајте! Здраво на сите! Добро дојдовте во третата епизода на подкастот Cozy Coffee with Marta. Денешен гостин е младиот дипломиран економист, менаџер и младиот актер Валентин Дамчевски. Здраво, Валентин, и добро дојде. Здраво, Марта. Пред се сакам да ја поздравам твојата иницијатива. Многу ми е драго кога во нашиот град младите луѓе прават нешто токму за младите луѓе. Бидејќи секогаш ги слушаме истите мота кои ги кажуваат останатите луѓе дека иднината останува во младите, а младите ги нема никаде, така да ја поздравувам оваа иницијатива и ти посакувам да трае уште многу долго. Ти благодарам многу на поддршката и на убавите зборови. Представи се накратко за оние кои што не те познаваат. Како што кажа предходно, јас сум Валентин Дамчевски, дипломиран економист, менаџер и дипломиран актер, понајново. Роден сум 27 декември 1996 година во хороскоп Јарец и најважниот момент невработен. Се надевам дека среќата ќе ти се насмевни за скоро. Се надевам јас. Одиме низ прашањата за отварање на овој подкаст. Моето денешно прво прашање е дали младите луѓе се доволно инволвирани во театрите и културниот живот? Јас од самиот почеток би сакал да кажам дека се тоа што ќе го зборувам ќе биде од моја гледна точка и од моје лично искуство, што значи дека не мора да значи дека вистината е таа, туку ова е мојата вистина. Сметам дека не. Воопшто не. Како што кажав и предходно, сите го напоменуваат тоа дека иднината е во младите и дека младите го влечат општеството напред, младите создаваат, младите се новите креативци со новите политики, но нивното вклучување во било каква форма, во креирањето на било какви политики, неважно дали станува збор за културата, за уметноста, за ако сакате и за земјоделието и така натаму, младите луѓе едноставно не се доволно вклучени. Бидејќи секогаш постои онај парадоксален момент, како што го нарекувам јас, и реченицата вие сте се уште млади, немате доволно искуство. Искуството се стекнува на работното место. Ако некој не ни ја понуди работата или не ни инволвира во создавањето на ќе зборувам за мојата бранша во културата, јас навистина не знам како би можеле да стекнеме искуство. Борбата е голема,
понекогаш и многу обесхрабрувачка, но мојот одговор на твоето прашање за жал е не. Младите не се дури ни на задоволително ниво вклучени во создавањето на културата. Да се надополнам на тоа и да те прашам, дали младите актери се доволно приклучени во целиот актерски процес и дали се доволно приклучени во театарот? Јас колку што бев информиран пред некоја година, Министерството за култура даде изјава дека во секоја представа која ќе биде продуцирана од државна институција, односно државен народен театар, во секоја представа би требало да има по минимум 2 невработени актери. Мислам дека тоа не го испочитува апсолутно ниту еден театар, што за мене еден погубен факт, погубен момент. Иднината на самиот театар, и не само на театарот, туку и на општото живење во нашето општество и на се она што треба да се створи во иднина, е во младите. Вклучувањето на младите, уствари, апсолутно се сложувам дека е еден ризик да се земи, например, пресно дипломиран актер или актерка во представа и да се додели некоја поголема улога. Не зборувам дури ниту за главна улога, зборувам за поголема споредна улога, представува ризик. Но исто така го поставувам и прашањето како би успеале ако не го преземиме тој ризик. Така да мислам дека на младите актери воопшто не му е дадена шансата да можат да творат и да бидат вклучени во создавањето на представи продуцирани од државните театри, бидејќи секогаш е проблем финансискиот дел. Барем она што го добиваме како одговор, дека театарот има вработена екипа, има луѓе кои работат за плата и сето она што е однадвор треба да се доплати на хонорар. И тоа е еден проблем со кој што го даваат како оправдување управниците на театрите. Мислам дека секој млад актер не е толку важно колкав хонорар ќе земи, колку што е важно што ќе работи, што ќе научи од тој процес, што е уште поважно. И каков успех ќе постигне со тој процес. Така да мислам дека идејата дека финансиите се проблем е само едно залажување кое го гледаме апсолутно сите. Така. Сметам дека финансии има, проблемот е во конкретната распределба на финансиите, односно во менеджирањето на финансиите со кои што располага еден државен театар, бидејќи ако може да се даде еден тон финансии за сценографија која апсолутно не кореспондира со ситуацијата и действието, времето во кое што се случува представата, зборувам за, например, железа или дрвени конструкции, мислам дека може да се намали тој буџет и да правиме театар кој ќе потекнува од човекот, а не од декорацијата на сцената и костимите кои ги носиме на нас, бидејќи имаме многу докази и многу примери во минатото. Еве ќе го спомнам Гротовски кој што го создаде својот така наречен poor theater, сиромашен театар, каде што во центарот го зема актерот. Не е важно што има на сцената, не треба да има апсолутно ништо, не е важно каква костимографија има или како е дотеран по наше актерот, важно е што актерот има да сподели со публиката. Така да го заокружам одговорот на ова прашање, финансии мислам дека има, проблемот е во менеджирањето на финансиите. Според сето она што ти го кажа моментално, каква еднина имаш, каква еднина очекуваш од театарот? Дали мислиш дека овие работи би се промениле и дека младите актери би биле повеќе инволвирани во целиот тој процес? Ова е една комплексна тема и многу пати сум размислувал на тоа. Јас како индивидуа сум многу позитивен човек и сакам да верувам во подобро утре, во подобро денес и во подобро сега. Се надевам дека промените кои веќе доаѓаат, а веќе ги гледаме, многу малку, но ги гледаме,
дека ќе создадат еден простор каде што младите актери веќе можеби и би посакувал да не бидат зависни од идејата дека треба да се вработиме во државен театар. Бидејќи единствената работна позиција која нам како актери ни се нуди е државната работа. Сите многу добро знаеме, не можеме да премолчиме ниту да замижиме пред фактот дека живееме во едно политизирано општество и дека политиката зема голем замав и голем удел во самото создавање на културата, и не само во културата, туку и во општото живење, во општиот живот. Но сепак ќе се потрудам да останам на ставот дека иднината ќе биде многу посветла, само затоа што гледам дел од моите колеги, вклучително и јас, како се трудиме да преживееме и финансиски и да можеме и да создаваме креативно, бидејќи немаме доволно простор во државните театри, па да создаваме надвор од државните театри. Па така се надевам дека ќе се доближиме малку до тие европски идеи за настанување на независни сцени, формирање на независни театри кои ќе бидат надвор од државните институции, кои ќе промовираат малку поинаква форма на театар, бидејќи сепак во театарот мора да се испочитува и репертоарната политика, па мора да има комедија, мора да има драма, мора да има бодвил, да има трагедија, да има комерцијална представа и така натаму. Сметам дека младите актери кои што доаѓаат, или барем оние кои што јас ги познавам, доаѓаат со едни феноменални, нови, свежи идеи кои ќе направат театарската уметност малку подобра од ова што е денес. И токму мислам дека младите луѓе ќе го променат текот на настаните во државните институции. Секогаш велам дека промената, да, потекнува од еден човек, но во оваа ситуација во која што се наоѓаат денес театрите, сметам дека потребно е да се направи едно многу длабоко истражување, ова веќе долго време го размислувам, да се направи едно длабоко истражување колку актери се вработиле во државни институции, колку тие државни институции биле финансирани, колку од тие финансии се репродуцирале представи. Тоа е една многу долга постапка. Ова го кажувам само затоа што нема да именувам, не е моје да именувам и не е моје ниту да судам. Големи театри во Македонија вадат 2 до 3 премиери на годишно ниво, а например нашиот битолски театар минатата година, ако не се лажам, изваде 11 премиери. Така да не зависи тоа колку финансии имаш, и пак ќе се навратам на тоа. Важно е како раководиш со тие финансии и што се случува со тие финансии понатаму. И каков продукт создаваме, бидејќи во последно разбирам дека го изоставаме еден од најважниот практично столб на театарот, публиката. Според она што го работиме и што имаме шанса да го видиме по театрите, сваќаме дека ставот е ние ќе направиме оваа представа. Неважно дали на публиката ќе му се допадне или не, неважно дали публиката ќе ја разбери. А тогаш зошто ја правиме оваа представа? Ние не можеме да го изоставиме тој неизоставен дел од театарот. Бидејќи што е театарот? Сцената, актерот и публиката. Ние забораваме да ја натераме публиката да навива. Јас се сеќавам кога бев дете и кога се заљуби во театарот, јас навивав за ликовите кои ги гледав. Ги мразев лошите ликови, ги бодрев добрите во себе, ги плачев тие кои што имаат тешка судбина, ги осудував оние кои грешат. Денес создаваме еден таков, не знам ни како би го нарекол, некој си имагинарен театар, кој што просто ние се користиме таа реченица, си правиме театар. А уствари не правиме ништо. Така е. И се согласувам, и барем како публика, тоа
може и да се запримети до некаде, ама до некаде зад сцената и зад завесата не можеме толку да ги видиме тие работи кои што навистина се случуваат. Ние имаме таа среќа во Битола што имаме многу образована публика и јас сум преблагодарен што имам шансата да играм пред битолската публика, бидејќи битолската публика е најискрената публика што досега сум ја видел. Кај битолската публика нема цензура. Битолската публика може да го препознае квалитетот и исто така може да го препознае она, како што тие го велат, потрошено час и половина време во театар и залудно платен билет за одредена представа, не можем за која станува збор. Точно. Секогаш мислам дека битолската публика е директна за секоја Апсолутно. представа и навистина може да дадат и позитивна, нормална и негативна критика во зависност од тоа каков е нивниот вкус и дали навистина представата била како што треба да биде. Пошто си подолг временски период низ тие театарски процеси, се среќаваш тука и со нормално повозрасни колеги од тебе. Дали се забележува тој генерацијски јас, разликата во годините? Дали има тука некои судири, можеби, карактерно во работата? Дали не идувате на некои пречки или наоѓате некој заеднички јазик низ кој што ќе помините и знаете како да помините низ тој театарски процес? Ние како артисти, како уметници, сме многу специфични. И мислам дека тоа сме свесни сите за тоа. Дека специфичноста на нашиот карактер понекогаш може и да доведе до конфликт или дури не зборувам ни за его. Зборувам само за конструкција на карактери. Да, имало такви случувања, но јас сум благодарен што никогаш не сум бил жртва на такво нешто, напротив. Јас со сето моje срце можам да се заблагодарам на моите постари колеги кои во текот на изминатите процеси кои што сме ги работеле во Битолски народен театар, секогаш ми било поддадено рака, секогаш ми било помогнато, секогаш ми било дадено идеја како би можело ова да го направам поинаку, да пробам нешто поинаку да направам, секогаш ми било пружено помош. Но кога зборуваме за тој јас тој го гледам малку поинаку, не од карактерен аспект, туку го гледам од аспект на тоа што моментално во нашиот град, нашиот театар се соочува со еден многу за мене интересен проблем. Ние немаме млади актери. Ние се уште се нарекуваме млади, иако имаме по 30 години, се нарекуваме млади и ја лажиме публиката дека сме деца од 15 години. Таа дупка во годините веќе станува се повидлива во нашиот театар. Нашите феноменални актери, бардовите на нашиот театар веќе се пензионирани и ми е мило што дел од пензионираните актери се уште се на сцената и се уште сакаат да бидат на сцената и се уште работат. И мене ми е чест што сум бил дел од представи со дел од тие актери, но ако земеме во предвид работното место на актерот, ние го имаме најмладиот актер од 30 години и најстариот од 50 и не сум сигурен, 6-7. Така да, ако сме решени дека ќе правиме еден театар на илузии, дедото треба да го глуми човек од 57 години, а детето треба да глуми човек од 30 години. И затоа и претходно напоменав дека за преземањето на ризик да се посвети внимание на младите актери е од голема важност. Затоа што професијата на актер, ова многу пати сум го кажал и секогаш сакам да го повторувам, професијата на актер е исто толку важна колку професијата на продавачката во Веро, колку директорот на некоја банка, колку чистачката во некоја државна институција, колку водителката во емисија, толку е важна. Секоја професија има своја важност. И затоа сметам дека младите актери
мора да се регрутираат во театрите. Бидејќи ќе дојде ден кој што наближува, каде што театрите и тие бардови на народните театри ќе заминат под пензија. Оно што ќе дојде е прашање каков квалитет ќе има, какво искуство ќе има и низ кој процес на регрутација ќе поминат тие млади актери. Затоа сметам дека неизбежно е и морално е да се даде шанса на младите актери. Така. Често пати кога сум доаѓала на театарски представи во театарот, тука во Битола, сум се запрашувала како оди еден театарски процес нормално, но и она што се врти во мислите на еден актер, какво е психичкото здравје на актерите, какво е нивното ментално здравје, дали има улога она што се случува на сцената и дали тоа влие врз нивниот приватен живот. Тоа е многу интересно прашање, бидејќи многу често на актерот му се случува, можеби не во моментот додека се спрема представата, можеби по година, по 2, по 10, да се повтори во реалниот живот настанот од некоја представа која што е играл, бидејќи сите представи нели се создадени според некаква приказна и некакво доживување. Она што сакам да го потенцирам во однос на ова прашање е, како што го спомна ти, менталното здравје. Менталното здравје е една многу неопфатена тема кога станува збор за нас актерите, а од големо значење, бидејќи актерот не работи само со своето тело. Најважно е да работи со своите емоции. Се случува да играме улоги кои не ги сакаме, не ни стојат на нашиот хабитус или не се пронаоѓаме во тие улоги, па мора да копаме многу длабоко во нас за да можеме да го дадеме оно што го бара режисерот, за да може продуктот понатаму да биде функционален и да има свој одреден квалитет. Велам дека не се обрнува внимание на менталното здравје и тоа го забележувам и на вистина не се ни плашам да кажам дека ужасно го осудувам. Еден режисер кога прави представа треба да е заљубен во својата екипа. Треба да е заљубен во делото кое го работи. Бидејќи ние како актери никој никогаш нема да не праша која представа ти сакаш да работиш, која улога сакаш ти да ја играш. Не, ние, јас како млад невработен актер, одам на кастинг и само се молам да влезам во представата. Само се молам, неважно што ќе играм. После тоа ќе размислувам како ќе го оживеам ликот и какви карактеристики ќе му дадам, низ која линија ќе го водам, како ќе го поврзам со својот живот. Менталното здравје е толку изоставен фактор во нашето работење, што мислам дека останува само индивидуално да се освестуваме и да работиме на самите себе, и мислам дека тоа е многу како да кажем, сурово и нефер, и да се навратам на тоа што сакав да кажам, дека кога кажав дека режисерот мора да е влюбен во своите актери, тоа не значи дека режисерот не треба да дава забелешки или дека не треба да повиши тон или дека не треба, бидејќи сите сме ние луѓе, сите повишуваме тон и сите излегуваме од нашата комфорт зона кога работиме театар, па одиме до нешто што е непознато и тука настануваат многу психолошки процеси. Мислам дека ако режисерот успее да ја задржи екипата во целост, барем во моментот кога се работи представата, екипата би била ментално добра, барем додека се работи на работното место. А за менталното здравје надвор од театарот, мислам дека тоа е едно од, ако не и најважниот фактор на кој што треба да работиме сите. Живееме во едно брутално општество, живееме во 2026 во 21 век во војна, вистинска војна, во вистинска смисла на зборот, покрај другите војни кои што не се војни како што зборувам за ова, неопходно е да се грижиме за нашето ментално здравје. Бидејќи ако ние
дојдиме на проба неспремни, со емотивниот багаж што си го носиме од приватниот живот, не можеме баш да функционираме на сцена. Ние ги користиме емоциите и она што ни се случило во минатото, или пак евентуално замислуваме и копаме по нашата имагинација за да стигнеме до едно одредено решение за создавање на ликот. И за да го направиме тоа, мислам дека треба да бидеме навистина барем ментално задоволително добри. Точно, и мислам дека менталното здравје има и голем импакт врз секоја професија. Апсолутно. И за сите луѓе има, и мислам дека многу подобро е колку пред време осетат луѓето дека треба да се подигне свеста, толку е подобро за нив и дека знаат дека ќе биде многу подобро него тоа што било. Кажи ми, како луѓето да сватат дека внатрешниот мир е многу битен во професијата? Значи, како да сватат дека не треба да се стресираат многу, дека се е превремено и се е пролазно во животот? Тоа е многу тешко прашање, бидејќи јас се соочувам со такви проблеми, понекогаш и не успевам да излезам на крај. Не знам. Може би мирот кој што го замислуваме ние не е состојба на тотално спокојство. Не е состојба на тотална некоја си нирвана или да лебдиме константно да бидиме во мир. Мирот е задоволството кое што го чувствуваме во себе. Пак ќе го спојам ова со нашата професија. Мирот, уствари, јас го пронаѓам во адреналинот, кој што го чувствувам додека ја спремам представата, додека се спремам за представа, додека ја играм представата, откако ќе заврши представата, откако ќе ги добијам коментарите дали тоа било добро или лошо, размислувам како да го подобрам нештото, размислувам на следната изведба што треба да променам за да стани подобра. Точниот одговор е веројатно за мирот не е еден, туку е индивидуален. Секој го наоѓа својот мир на некое место, во некоја личност, на некој начин, со некоја активност и така натаму. Јас сватив дека својот мир го пронаоѓам кога сум сам. Кога сум сам, се трудам да се соочам со она кој сум јас и кои демони јас ги носам во себе и кои рани уствари треба да ги излечам, кои позитивни страни треба да ги истакнам, за да можам да продолжам понатаму. И уште еднаш ќе повторам дека мирот не е состојба, според мене, не е состојба која трае до бесконечност, туку мирот е нешто на кое што се работи секој ден, малку по малку. Точно, чекор по чекор. Чекор по чекор. Тоа е најбитното и најклучното нешто на кое што треба да се работи, бидејќи тоа е еден процес и не може да се очекува дека тоа нешто ќе се смени за миг. Апсолутно. Кажи ми сега, дали мирот зависи од самите актери или, например, и чувствата општо? Дали тоа зависи од самите актери или зависи можеби од режисерот во даден момент? Кога зборуваме за создавање на продукт или на театарска представа, ако го тргнеме фактот, односно надворешното живење и нашите приватни животи, менталното здравје во театарот додека се спрема еден процес, зависи од многу фактори. Пред се зависи од екипата која е создадена да работи на тој проект. Апсолутно зависи од режисерот. Пак ќе повторам, режисерот ако не е заљубен во својата екипа, ако не ја негува својата екипа, ако не верува во она што го работи, да ја убеди екипата дека ова што го работиме ние ќе биде најдоброто нешто до сега, никогаш ништо не е најдобро, затоа што и од најдоброто има подобро, но самата идеја и самото верување дека работиме на нешто што е квалитетно и на нешто што ќе остане и што ќе направи било каква промена
макар и кај еден гледач, го носи тој некаков мир и стимул за понатамошна работа. Точно. Така да мислам дека И тоа е најбитно. бидејќи и самиот театар е еден колективен процес, тоа не е индивидуално, не можеме да зависиме само од самите себе, ние зависиме и од нашето окружување, зависиме од тоа каков ден имал нашиот колега, нашата колешка која евентуално е партнерка во представата или партнер, неважно ако се работи за актер. Зависи од тоа како режисерот е пред се воспитан да гради едно дело театарско, колку е запознат со тоа дело, колку знае да ја искаже својата идеја, да ја објасни на актерите концептот, идејата, која е целта на оваа представа што се прави, да се разговара со него, да се раздлабочуваат темите за самите карактеристики на улогата која што ја игра актерот и така натаму и така натаму. Така да многу фактори влијаат врз менталното здравје и тоа како се чувствуваме во текот на создавањето на една театарска представа. Нормално, и мислам дека кај сите ментално пред нешто големо кога се спремаат, многу влијае тоа колку ќе останеш истрен за целиот тој процес. Кажи ми како изгледа на твоја психичка подготовка низ еден театарски процес, додека подготвуваш представа, како изгледа таа психичка и ментална стабилност, колку си тука силен, колку си тука спремен на предизвиците и на сето она што ново ти доаѓа? Јас сум многу радосен што ја работам оваа професија, бидејќи од секогаш сонував да бидам актер, ама кога бев млад, јас уствари не знаев што значи да се биде актер. Кога застанав на сцената, сватив дека уствари самата професија за мене представува еден лек за менталното здравје. И сметам дека ние имаме толку благородна професија што јас ја дефинирам како еден повик. Сметам дека добрите актери се добри само затоа што го послушале тој повик и тргнале по него да работат. За да се стане актер не е идејата да се застане пред публиката и да бидиме прекрасни, да говориме прекрасно и да шармираме, туку тоа е една внатрешна потреба, еден внатрешен повик кој што мора да го исполниме. И затоа понекогаш кога ние актерите не работиме, многу често запаѓаме и во некоја ако би било тежок збор да кажам депресија, но во некоја понелагодна ментална состојба, бидејќи нашиот организам константно го бара тоа да го правиме, да правиме театар, да создаваме, да истражуваме, да исполнуваме задачи, да поставуваме прашања, да одговараме на тие прашања. Така да јас мислам дека додека го работам она што ми е зададено како создавање на улога и на представа, мене искрено многу ми помага ментално. Многу. Дури ми е многу интересно бидејќи почнувам да гледам работи кои што претходно сум ги гледал, а не сум ги забележувал. Така да за мене мислам дека е еден позитивен импакт и позитивно влијае на моето ментално здравје, колку и тешко да е она што го бара режисерот. Понекогаш и навистина е тешко да ги задоволиш потребите на режисерот и понекогаш се случува да актерот и режисерот да имаат различни размислувања и очекувања апсолутно, и затоа тука постои компромисот. И затоа тука постои она што реков, екипа, односно разбирање. Кога една екипа комуницира, се разбира и се поддржува, сето натаму е само прашање на време кога ќе излезе добриот продукт. Точно. Многу често сум слушала стереотипи за актерите. Некои кружат се уште и може да се слушнат низ народот. Како да се побијаат тие стереотипи, да се нарушат, да се спречат и да се докаже на луѓето дека тие стереотипи не се на вистина, онака тоа што станува збор за актерот? Јас пак ја зборувам за себе. Стереотипите, уствари, за мене се поттик за создавање на театарот. Јас мислам дека нема потреба да не постојат тие стереотипи.
како да кажам, ние сме луѓе и човекот е создаден и да ги имаме во нас тие лоши карактеристики на завидување, на поставување стереотипи, на создавање погрешна слика за одреден човек или за одредена појава. Мислам дека апсолутно нема потреба да не постојат тие стереотипи. Ворете да постојат. И тие понекогаш служат како инспирација за создавање, па дури и за целосна театарска представа. Стереотипите постоеле и ќе постојат. Не е само кај актерите, мислам ние пак ќе кажем живееме во 21 век и се уште се соочуваме со стереотипи на било кое ниво на нашето живење. Точно, имаме голем замав на дискриминацијата. Апсолутно. Се дискриминираат одредени групи, што реално е многу тешко тоа да се надмине, ама може би да се надаваме дека ќе има некои подобри времења. И доаѓаме до самиот крај. Кажи ми една порака, или две колку што сакаш, за младите актери, младите луѓе кои што учествуваат во културниот живот и за сите млади луѓе кои што не гледаат тука моментално, за менталното здравје. Една порака за менталното здравје. Јас си имам во мојата глава сочувано една реплика од една моја многу драга представа и вели сонувај, буди се, бори се и не заборавај да направиш пауза за да живееш. На младите актери би им посакал да веруваат во својот повик, да се исправат после секое не, да се исправат после секој наместен кастинг, неважно дали се работи за театарска представа или се работи за филмски кастинг, би им посакал да не ја бркаат светлината на рефлекторот, туку да ја пронедат светлината во себе. Да останат искрени, бидејќи искреноста е она што го бара публиката. И да останеме своји на своето, ранливи, силни и автентични. Токму такви какви што сме сите. Најдобро кажано. Ти благодарам, Валентин, за твоето гостување. Ти благодарам, Марта, и тебе, и ми беше чест и ми беше многу драго. И мене ми беше големо задоволство, ми представуваше големо задоволство што денеска ти ми беше гостин. Ви благодарам на сите кои што ја гледавте третата епизода. Благодарност до Интимен театар за просторот кој што ни го возможи и до Синемак за видеопродукција и монтирање на видеата. Се најдобро!